Добро вечер, Битола. Добро вечер, победничка Битола. Ако по вечерашниот пречек се цени резултатот на 15 јули, ќе имаме голема, многу голема победа. Благодарам, битолчани, секогаш е предизвик човек да говори во Битола, затоа што некако тука увото е најкритично. И затоа човек треба многу пати да размисли нешто што ќе каже, што ќе вети, затоа што битолчани паметат, наградуваат, ама знаат и да казнат. Знам дека во минатото поминуваа многу политичари. Знам дека овие последниве, овдека пред 4-5 години, ветуваа дека ќе направат многу работи. Пред се дека ќе донесат живот, а со животот сето она кое што го ветуваа. Но онаа матрица на СДСМ секогаш во историјата била најпрвин да се служат со лаги и манипулации предизборно, а потоа, откако ќе добијат довербата на граѓаните, следува национална распродажба, криминал и нормално манипулација во судството за да се спасат од претходните злодела кои што ги направиле. Да бидам искрен за волја на вистината, веќе 18 години СДСМ во Македонија не знае за изборна победа за време на парламентарни избори. Од таа во 2002 година, тие се уште, 18 години, немаат изборна победа. Се родило детево, го поминало детството, младоста, станало човек, полнолетен, денеска ќе гласа, а уште не се сеќава на парламентарна победа на СДСМ. Јас сум убеден дека и на 15 јули 2020 повторно ќе продолжи таа низа и во следните 4 години. Нема да се радуваме на изборна победа на СДСМ. Туку ќе се радуваме на една голема, огромна победа на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Пред да продолжам со она за кое што сака вечерва да зборувам, а тоа се овие изминати 3 години, но и она што не очекува во следните 4 години влада на ВМРО ДПМН и коалиција за обнова на Македонија, ќе ми дозволите неколку реченици да кажам за сите оние кои што изминатите години работеа за сопствената држава, за Македонија и за ВМРО ДПМН. Најпрвен ќе ми дозволите да им се заблагодарам на сите оние кои што внимателно од крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите работеа и ја создаваа најголемата и најорганизираната политичка сила во нашата држава. Тоа се основачите и ветераните при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Битола. Ви благодарам што ја имам таа можност денеска да стојам пред вас и да се обратам пред овие 4 букви ВМРО. Истовремено сакам да се заблагодарам на сите активисти, симпатизери и поддржувачи, но и оние кои што во минатото не поддржуваа, гласаа за другата опција, бидејќи на тој начин не правеа посилни, поискусни, поодлучни, похрабри. Сакам да се заблагодарам на сите вас кои што дел од вашиот живот посветивте во штабовите, во местните комитети, во Општинскиот комитет, работејќи за сопствената држава, за Македонија, но и работејќи за партијата. Се радувавме заедно на победите, тагувавме заедно на поразите, но бевме некако сите обединети, сплотени, чудна енергија не поврзуваше љубовта кон нашата Македонија и тоа трае, тоа е бесконечност, како што таму пишува, Македонија е бесконечност. И тоа ќе трае. Сакам да се заблагодарам на сите млади луѓе од ова раководство на Унијата на млади сили, на сите оние кои што поминале низ Унијата на млади сили овде
во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Битола, на сите дами кои што поминале во Унијата на жени овде при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Битола. Гледам овде со нас и представници, председатели на партиите кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам што вечерва сте и вие со нас и поддршката несебична што ја давате за оваа голема победа на 15 јули да биде стварност. Без сето ова, може би ние денеска немаше вака убедливо и сигурно да зборуваме. Но благодарност до сите вас и капа доле, драги пријатели. Години од денеска секој од нас ќе си го постави прашањето дали кога имав можност направив доволно за мојата нација, за мојата држава. Дали бев тогаш доволно храбар, одлучен да превземам било каква иницијатива, да бидам активен, да не бидам пасивен. Тоа прашање ќе си го поставиме сите ние за години од денеска. Денеска е таков ден кога секој од нас треба да си го постави ова прашање што може да направи за сопствената нација и за сопствената држава. Пред нас се уште 2 недели. 2 недели со многу предизвици, со многу работа, со многу пот, со многу мака, со многу неизвестност. Но истовремено, секаде во Македонија, јас гледам во очите на моите сограѓани одлучност, храброст, решителност, некако како оној пиреј што длабоко е во нив, како да процветал, како да се одлучни да влезат безкомпромисно во оваа последна и решавачка битка против оваа трогодишна пандемија предизвикана од ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Сега е тој момент, драги пријатели, почитувани битолчани, кога треба честа и судбината да си ја земеме во наши раце. Сега е време да го победиме нашиот политички противник и да покажеме дека можело поинаку, дека можело да биде се поразлично. Јас знам и свесен сум дека многу работи во нашите животи кои што ни се случиле или ќе се случат не биле фер. Многу работи не разочарале, не изненадиле. Но тогаш кога тоа ни се случува, драги пријатели, почитувани битолчани, тогаш треба да сме најсилни. Кога ни е најтешко, ние треба да сме најсилни. Тогаш треба цврсто да застанеме на нозе и да продолжиме да се бориме. Да се бориме за она за кое што веруваме. А веруваме во една голема, огромна победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН на 15 јули. Огромна победа е пред нас. Драги пријатели, многумина во оваа наша битка ќе велат и ќе не обесхрабруваат дека можеби попусто си го губиме времето, залудно е ова, но тоа треба да не мотивира. Длабоко во нас тоа све треба да не мотивира. Затоа што нашата цел е исправна, нашата цел е племенита. За тоа за кое што ние денеска современите херои се бориме, нашите предци животот го дале. Вреди оваа наша битка за нашите потомци, за нашите синови, керки, за нашите внуци. Затоа нашата борба против овие кои што 3 години ја парчосуваат нашата татковина, нашата Македонија, вреди е исправна и покрај сите предизвици кои што ни ги носи новото современо време. Тука пред се мислам на оваа репресија која што се случува за каните и уцените. Тука исто така мислам на оваа пандемија предизвикана од овој вирус, кој што за жал поради лошите мерки на оваа влада денеска кај нас, единствено во нашата држава има продолжен ефект. Но тоа треба дополнително да не охрабри, да не мотивира. Затоа што македонецот бил обединет и храбар, и сплотен, кога било најтешко. И се борел и со помногу убројна борба, и со помоќен непријател. Но тогаш победувал. Тогаш победувал, така ќе биде и на 15 јули. Победата ќе биде голема и ќе одекне громогласно во Европа. Затоа што нашата чест и честитост нема цена, таа е бесконечност, исто како што и Македонија е бесконечност. Затоа што
кога велат дека можат, всушност мислат дека може тоа е минато свршено време. Да, се сложувам, ги запознав овие 30 месеци, откако сум председател на најголемата и најорганизираната политичка сила. Да, може. И знам дека можат повеќе да мамат, повеќе да крадат, повеќе да донесат понижувања, омаловажувања, срам. Знам дека можат поголема недостоинственост да завладае со Македонија. Знам дека сето тоа го можат. Но исто така може барем мал дел од тоа што го ветија да го исполнат. Барем мал дел. Не баравме ние премногу. Може наместо да уживаат во луксузот и раскожот, во дебелите кожни фотели, во дебелите црвени персиски килими во владените институции, да се возат во скапите лимузини платени со народни пари, да шетаат по белосветски хотели, да го задоволуваат собствениот хедонизам, можеа повеќе да работат. Да, можеа. Ама прво, не сака, а второ, и не умеат. Не умеат да сработат ништо. Буквално ништо не умеат да сработат. Каде се 30.000 денари просек плата? Можеа. Ако сака, има доволно време, 3 години, да обезбедат 30.000 денари просек плата. Можеа и да ги подобрат условите во економијата. Се сеќавате како велеа нема да има привилегирани странски инвеститори, сите ќе биле привилегирани, и домашните, но и странските. Денеска не познавам буквално домашен стопанственик, предприемач, кој што е задоволен од климата и условите кои што ги обезбедува оваа влада. Буквално не познавам таков кој што на дневна основа не се жали и кој што не е едногласен со сите и кој што не вели луѓе полошо од овие 3 години никогаш не било. Можеа и Google да го донесат, и Facebook, и оној помалку шеретски најавуван автомобилски гигант Volkswagen, ама требаше да работат. Требаше да знаат како да работат. Не се води држава со сликање по Европа и по светот. Држава се води да се зазукаат ракави. Да се симнеш тука со народот и да го слушнеш народот што го мачи, што го тишти. А потоа, тоа што го мачи и што го тишти преку политики да го имплементираш. Можеа, како што велеа да донесат и правда, а можеа да донесат и мир. Драги битолчани, можеа. Само не сака. Наместо правда ни донесоа Луи Витон куферчиња и обвинителство Луи Витон. Рекет на секаде. Трас судски пресуди. А наместо мир, се сеќавате, донесоа немир. Донесоа немир во семејствата на оние бранители, луѓе кои што животот го положија бранејќи собствената држава во диво населје. Немир во душите на дечињата, на нивните наследници, кои што ги оставија сами. Немир во душата на родителите на дечињата од Смилковско, на кои им ветуваа предизборно правда и мир. А прва работа што направија, ги ослободија сторителите на тој грозоморен чин. Немир во душата на родителите на Нешковски, Јанушев, Колјо. Немир во очите и во душата на нашите сограѓани кои со секој споминат ден се одвојуваат од некој свој син, некоја своја керка, некој внук, некој внука. Празен е погледот и тажен денеска во Македонија на македонецот, на граѓаните во Македонија. Се збогуваат со најмилите. Еднаш годишно се срекни кога овие ќе дојдат да поминат некој ден со нив. Се радуваат на секој телефонски повик. Таа е суровата реалност. Боли, да, знам, боли, ама таа е суровата реалност на која што мора да се подсетиме. Тоа е срамот, понижувањата и неправдата која овие луѓе ни ја донесоа. Ние мора да се подсетиме на сето ова. Мора да се подсетиме и на оние обувки што ги редеа пред влада, се сеќавате, кога велеа дека младите ја напуштаат државата. Колкумина се вратија. Колкумина дојде овде во Битола по својот пар обувки. Колкумина донесоа. Колку нови фабрики отворија. Колкумина вработија. Едно големо ништо, едно големо нула.
Затоа, драги пријатели, почитувани битолчани, денеска се обединуваме сите ние, ширу Македонија. Секаде го чувствувам победничкиот кас на победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата за обнова на Македонија. Почнавме од Охрид, потоа продолживме Вевчани, па Струга, па Ресен, Демир Капија, Неготино, Кавадарци, Чешиново и Облешево, Зрновци, Виница, Кочани, денеска овде Новаци, Демиркисар и во преубавото Битола. Секаде се чувствува победничкиот кас на коалицијата за обнова на Македонија. Радувајте се и бидете среќни. Вратете ја на смевката на вашите лица. Не бевме ни ние идеални во минатото. Не бевме ни ние идеални, но од нашите грешки учевме. И нашата фрустрација не е како нивната. Ние не велиме дека сме најпаметни, сакаме да учиме. Од грешките учевме, а од тоа што мора да признаете беше добро, направивме да биде подобро. Направивме една читанка која ја нарековме проект обнова. На 360 страни има за секого по нешто. Работевме денонокно. Работевме многу внимателно, со часови, непроспиени ноќи. Со комисиите на партијата, со многу експерти кои што се партиски определени, неопределени, луѓе кои што се од Македонија, но и надвор од Македонија. Секоја реченица внимателно ја редевме, секој пасус внимателно го составувавме. Од првата буква до последната точка на последната страна. Внимателно меревме, премерувавме. Не ветувавме многу. Ние не сме волшебници. Не можеме преку ноќ да ја промениме оваа сурова реалност, ова политичко мочуриште во кое што ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев не влече. Но можеме да ветиме многу работа. До последен атом, макотрпна работа. Помина времето на политичари елитисти. Сега, сите оние кои што ќе влезат во парламентот, првата лекција што ќе ја научате долу со народот. Народот ве избрал. Долу во парковите, на улиците, на булеварите. Вие сте народни избраници. Мора државата да си обновиме. Треба жртва. Ни требаат современи херои. Доста трпевме како народ, како нација. Заедно ќе го слушаме народот. И тоа што го збори народот, тоа ќе го имплементираме. Не смееме да ја изневериме довербата на народот. И сите оние кои што во идната влада на ВМРО ДПМН ќе бидат дел, ќе извршуваат некаква одговорност. Тука со вас ќе слушаат и ќе учат. Не само во Битола, секаде. Но Битола ми е посебен предизвик. Затоа што сакам тука во Битола да оставиме трага која што ќе ја паметат генерации. Силно сум мотивиран за такво нешто. Силно сум мотивиран и сакам како човек да се заветам дека тоа ќе го направам овде во Битола. Битола од секогаш ми била предизвик. И не го зборувам ова политички за да ги добијам симпатиите. Некако тоа се работи кога велат пилето зборува во душата. Е така е сега кај мене. Така и ќе правиме овие 4 години. Така и ќе работиме. Затоа што кога ќе дојдеме следниот пат, повторно кога ќе застанам пред вас и кога ќе ве погледнам во очи, не сакам да веднам глава и да ми биде непријатно. Нема да дозволам на сите оние активисти кои што деновиве, кои што изминаа, но и оние кои што доаѓаат, ќе држат оваа читанка под пазуви и ќе се обидат да убедат што е можно повеќе битолчани дека ова е исправното, ова треба да се подржи. Нема да дозволам нивната чест и честитост, нивниот образ заедно со мојот да бидат извалкани, застрамени. Следниот пат кога ќе се погледаме очи во очи, ќе даваме отчет и ќе мериме што сме сработиле, што сме ветиле, а што не сме исполниле од тоа што сме го ветиле и ќе се објасниме зошто тоа не сме го направиле. Што ќе оставиме за следниот мандат, затоа што ова читанка не е само за 4 години. Создадовме стратегија, создадовме проект кој што треба да ја направи нашата Македонија вистинска бесконечност, наша гордост, кога ќе зборуваме дека сме од Македонија да се гордееме, да биде најубавата и најправната држава на Балканот, најгорделивата држава на Балканот. Тоа е нашата цел. Затоа
Во оваа читанка, во овие 360 страни, драги битолчени, драги пријатели, се обврзавме на најмалку 25% поголема просечна плата во Македонија во еден мандат. Се обврзавме за најмалку 20% поголеми пензии за пензионерите и враќање на старото законско решение со 2 пати годишно нивелирање на пензијата. Се обврзавме за најмалку 1000 километри нови реконструирани регионални и локални патни правци. Се обврзавме за нови термоенергетски фасади во кои што државата ќе субвенционира до 50% од трошоците за изградба на фасадата, за топол дом, за помалку пари за да имаме топол дом, а со тоа да го заштитиме и нашиот амбиентален воздух, децата да не дишат чист воздух. Ние не ветуваме дека веднаш штом ќе победи ВМРО ДПМН и ќе формира новата влада, веднаш ќе тргне алпскиот воздух. Не, многу ќе работиме. Многу ќе работиме за да ја подобриме таа состојба. Многу ќе работиме. Токму тоа е нашата цел. Нов пристап во економијата. Најнизок данок во 2021-та најпрвин 9% рамен данок, во 2022-та 8%. Најнизок данок во Европа, ќе им покажеме како можело со најнизок данок, рамен данок во Европа да се покрене економијата и да се отворат нови работни места. За невработеност под 10%. За вработување на младите до 29 години без данок за работодавачот. Без персонален данок на доход за работодавачот. 2,5 милиарди денари за образованието, спортот и културата. Оние 3 репресивни денари кои што беа воведени за акцизата, ќе ги расчлениме и ќе ги вратиме назад кај народот. Тоа се ваши пари. 1 денар за спортот, 800 милиони денари годишно за спортот. 1 денар за културата, 800 милиони денари годишно за културата. 1 денар за образованието. Ни треба образовани луѓе, млади образовани луѓе кои што ќе ја покренат државата. Ни треба нова авангарда која што сите нас ќе не задвижи. Затоа вложуваме во образованието. Да ни помогне на сите нас да си ја вратиме државата онаму каде што е место. Кога зборуваме за националното достоинство и националната гордост, редно е да кажеме дека нема историска комисија која што ќе не натера да преговараме за него, за нашиот Гоце Делчев, за Даме, за Питу, за Никола, за Тодор. За Тодор нема преговарање. Тоа се луѓето кои што животот го положија за ова кое што денеска ние го живееме. Нашиот јазик, македонскиот, мајчиниот јазик, се изучува на 160 универзитети во светот. Тој што не почитува, ќе мора да го почитува и нашиот јазик. Почитувањето е двосмерна улица. Тој што бараат да го почитуваш, треба да научи да те почитува. За јазикот ни милиметар нема преговарање. Тој е наш македонски јазик. И ние ќе влеземе во Европа, но не со свитка на кичма, понижени и омаловажени, туку горди и достоинствени, со факелот во рака за Македонија. Додека постои ВМРО ДПМН, ќе гори тој факел за Македонија. Во тие 360 страници читанка, наречена проект обнова, ќе најдете повеќе од 1000 проекти, внимателно бирани, повеќе од 1000 политики и мерки, за секого има, како што кажав, по нешто. Ве молам, кога ќе имате време, погледете, прочитете. Се надевам дека ќе се пронајдете и самите себе таму, бидејќи ние не ја пишувавме само во канцеларија, туку ја пишувавме заедно со вас. Се сеќавате, можеби си спомнувате таму некаде минатата есен на оние разговори за обнова на Македонија, кога токму вие, народот на Македонија, ја пишуваше оваа програма со која што ние денеска излегуваме. 30 месеци од денот кога ја започнавме оваа наша битка. 30 месеци од како го започнавме ова наше патешествие. Многумина, одејќи по ова патешествие, не критикуваа, велеа, може би сте многу млаки, треба да сте поагресивни, пожестоки, појако да нападнете. Ги слушав критиките. Го слушав лелекот на моите сограѓани. Болеше.
но не можев да викнам и да кажам која е стратегијата, затоа што ако ја кажеш стратегијата, тогаш противникот ќе знае како да одговори. Ќутевме и учевме, молчевме. И работевме, одевме чекор по чекор, подготвувавме стратегија и трпевме критики. Но критика од брат, од сестра, од татко, од мајка не боли. Таа може само да те направи поумен, похрабар, порешителен. И денеска, 30 месеци потоа, стојам овде пред вас за само 2,5 години, радувајте се битолчани, урнавме ненародна власт, уште 2 недели не делат до новата влада во Република Македонија, македонската влада, владата на народот. Радувајте се, за само 2,5 години успеавме тоа да го направиме. Ке дојдат овде, ке ви ветуваат се и се што. Повторно ке ги видите истите тие ликови со раката на срце, ке се колнат во најмилото во жицата и повторно нема да ја говорат вистината. Немојте да дозволите по втор пат, по трет пат, по кој знае кој пат истите тие луѓе да кажат нешто за кое што потоа ќе се каеме. Да не дозволиме таа сурова реалност да биде наше секојдневие. Ке ви делат и подароци, знаете, они така викаат помош. Земете ги. Тоа се вашите пари. Вашите пари кои што завршија во тендери во 4 очи. Самарачот се даваше во еден ресторан во Југоисточна Македонија. Тоа се ваши пари. Овде во Битола многумина знаат каде завршија тие пари и кој ги даваше и како завршија. Правда мора да има. Редеа бројчаници во центарот на главниот град, во центарот на Скопје, викајки дека милиарди биле изнесени, ќе ги донеселе тие пари тука назад. Наместо да ги донесат тие пари, тие се уортачија, па ги седнаа во скут тие што до вчера ги нарекуваа режим. Зошто? Затоа што им беа потребни да носат закони и да кршат устав. Каде е правдата? 3 години ги држат во скут. Еве, јас им ветувам. За 6 месеци, од 16 јули па натаму, правда ќе има во оваа држава од Куманово до Гевгелија, од Дебар до Делчево. Овде во Битола, во Прилепи, секаде ќе има правда. И ќе одговараат за тоа што го направиле. Дали биле политички определени, политички неопределени. Секој што се огрешил пред законот ќе одговара. Не може на маката на народот, на потта на народот, некој да се поти. Од прв до последен. Јас ви ветувам. Правда мора да има. Кога со професорката Силјановска зборувавме како ќе изгледаат реформите, формиравме едно тело. Таму беа професорот Спасеновски, професорката Каракамишева, професорот Наумовски, многу успешни адвокати, правници, луѓе од фелата. Составивме на вистина добро четиво за реформи во правосудството, кој што ќе обезбеди на вистина независно правосудство. Ние како власт идна можеме да им обезбедиме фер услови за судење. Ама суди кои што нема да судат по закон и кои што ќе судат поради лични интереси, не им е местото таму. Обвинители кои што ќе креираат нарачани обвиненија, наместо обвиненија по закон, не им е таму местото. А јас им ветувам дека никому нема телефон да кренам за било каква интервенција. Обвинувајте и судете по закон. Од 16 јули вие сте слободни и ослободени. Мора да се знае во оваа држава една за секогаш дека законите и уставот мора да се почитуваат, а кој се огрешил мора да одговара. Имам уште многу што да зборувам, но ќе ве поштедам од мојот монолог. Сакам уште неколку реченици да кажам за нашиот маестро Игор. Игор е човекот кој што е роден битолчанец, е почитуван дома, сакан надвор. Човекот пред кого со воздишки гледаат многумина во светот, во Западна Европа, во Америка, Канада, Австралија, далечниот исток. Луѓе кои што се воодушевуваат
на неговите настапи, ако плескањата траат и по неколку минути, по неколку пати се враќа на бис. Човекот кој што импресионира со љубовта кон татковината која што неизмерно ја љуби, подготвена жртва, а неговата насмевка е полна со негов оптимизам, која што е негова харизма. Затоа, драги битолчани, почитувани сограѓани, на 15 јули да излеземе масовно, да им покажеме како се љуби сопствената татковина, како се љуби Македонија, да заокружиме за листата предводена од маестро Дурловски, да заокружиме реден број 14 и да покажеме дека сме поинакви и дека можеме да си обновиме државата. Само горди луѓе може да направат горда држава. Само чести и честити луѓе може да направат честна држава. Разбуди се Македонијо, разбуди се народе на Македонија, разбудете се македонци и да ја исправиме Македонија на 15 јули. Да е вечна и вековита Битола, да е вечно и вековито ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. И нормално на крај, да е вечна нашата Македонија. Ви благодарам од срце да сте ми живи и здрави.